Здруженијето на граѓани За нас се работи на денешната пресконференција го најави собирот на граѓани за итно решавање на проблемот со загадувањето во Битола. Платформа Петка за Битола. Од За нас се работи ги повикаа сите граѓани на Битола на плоштадот Магнолија на ден 12 сабота во 18 часот. Причина за овој повик е алармантната долгогодишна состојба со загадениот воздух во градов и околината. Во текот на нашето досегашно делување, за жал не успеавме да ги лоцираме точните загадувачи по кои би делувале, но тоа што во овој момент е повеќе од јасно е дека виновни сме сите ние. Од тие причини, ние како граѓани на Битола повикуваме на поддршка на платформата за Битола, наречена Петка за Битола. Од Здруженијето на граѓани посочија дека станува збор за проблем кој не подразбира партиска, верска или било каква друга обоеност, туку е проблем кој потекнува од сите граѓани и сите треба да помогнат за негово решавање. Платформата Петка за Битола ги содржи следните итни мерки. Прва, режим на сообраќајот во централното градско подрачје. Втора, прскање на улиците со соодветна хемиска маса. Трето, јавен еколошки градски превоз. Четврто, субвенционирање на трошоците за електрична енергија на домакинствата кои би сакале да се префрлат од грејење на тврди горива, дрва, јаглен, мазут, нафта во електрична енергија. И петто, преадаптација на постојната топлификација во институциите, како што се здравствените институции, училиштата, судот, полицијата, сите јавни и приватни субјекти кои загревањето на своите простори го вршат преку согорување на тврди горива и мазут. Од За нас се работи информираа дека платформата ја доставиле до сите здруженија на граѓани, политички партии, избратимени градови на Битола, амбасадите во Република Македонија и конзуларните представништва, како и до сите други чинители во градот и државата со барање за нејзина поддршка, а досега добиле поддршка од над 70 организации.